Министерот за здравство Азир Алиу најави дека наскоро ќе бидат отворени нови 300 слободни места за кадри од редот на приватните специјализанти. Според него, ова е чекор за да се надмине недостигот на стручни профили во здравството, особено радиолози, кои се дефицитарни низ целата држава. Алиу потенцира дека досегашните политики се воделе по роднински или пријателски линии, наместо според реалните потреби на здравствениот систем. Тој нагласи дека сега ќе се инсистира профилот на специјализантите да биде во согласност со тоа што навистина му треба на системот. Дополнително, министерот најави јасно дефинирани протоколи за упатување на пациенти преку системот Мој термин. Целта е пациентите од примарно да минуваат преку секундарно до терцијарно здравство, со прецизни индикатори и контрола за секој доктор. Алиу објасни дека новите податоци ќе овозможат подобра слика за човечките ресурси и инфраструктурата во здравството. Тој најави и транспарентност за кадарот и редовни средби секој петок со сите заинтересирани, кои претходно ќе можат онлайн да закажат термин во Министерството за здравство. Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, објасни дека учениците при уписите во средните училишта и оваа година ќе мора да ги доставуваат потребните документи и во хартиена форма. Причината е што сите училишта се уште немаат пристап до електронската форма на пријавување. Таа очекува следната година овој проблем да биде надминат со целосно поврзување на новиот електронски дневник со училиштата. Јаневска нагласи дека новиот систем ќе овозможи училиштата самостојно да ги преземаат сите потребни документи за секој ученик. Таа додаде дека електронскиот дневник веќе се тестира низ целата држава и дека засега не се појавиле сериозни проблеми, па се надева дека целосната дигитализација ќе биде реализирана за една година. Министерката информираше дека оваа година околу 17.000 ученици се веќе запишани во средните училишта, а конечната бројка ќе се знае по вториот уписен рок. Таа посочи дека направиле голем напредок во дигитализацијата на образованието, вклучувајќи ги уписите, студентските домови, стипендиите и студентскиот оброк. Јаневска ја коментираше и контроверзата околу квалификацијските тестирања. Таа објасни дека резултатите покажуваат несогласување меѓу високите просеци на учениците и нивното реално знаење. Како пример го посочи училиштето Георги Димитров, каде што последниот запишан ученик освоил само 45 од можни 150 поени. Министерката апелираше до родителите да сватат колку е важно реалното знаење за иднината на нивните деца. По налог на Вишото јавно обвинителство во Белград, 29 лица се приведени и задржани до 48 часа поради сомнение за насилничко однесување и напади врз полицијата по масовниот протест што се одржа во саботата вечер во центарот на Белград. Приведените се товарат за дела како насилничко однесување на спортска приредба или јавен собир и напад на службено лице при вршење на службена должност. Меѓу приведените има лица од различна возраст, а дел се осомничени за сериозни физички напади врз припадници на полицијата и жандармеријата. Игор е осомничен дека удрил полицаец со шише во главата, а уште неколкумина, Ненад, Живорат и Зоран, наводно удирале, шутирале и фрлале пиротехника и шишиња. Милош бил со фантомка и се пресметувал со полицајци, додека Јован влечел припадник на жандармеријата за нога. Дополнително, 15 лица се приведени поради фрлање камења, остри предмети и пиротехника врз полицијата на различни локации низ Белград. Првото основно јавно обвинителство соопшти дека уште 4 лица се задржани поради инциденти пред почетокот на протестот и обид за напад врз студенти во Пионирскиот парк. Сите приведени ќе бидат изведени на сослушување во законскиот рок. Обвинителството нагласи дека заедно со Министерството за внатрешни работи и БИА продолжува со идентификација на сите останати учесници во нападите и нарушувањето на јавниот ред и мир. Авиони од Полска и сојузничките земји беа подигнати откако беше забележана интензивна руска авиацијска активност над Украина, соопшти оперативната команда на полските вооружени сили преку мрежата X. Според нив, станува збор за воздушни и ракетни напади на Русија врз украински цели, кои будно се следат од полските воени структури. Во соопштението се нагласува дека се активирани сите неопходни процедури за да се обезбеди безбедноста на полскиот воздушен простор. Силите и средствата остануваат во состојба на целосна готовност за итен одговор, а ситуацијата се следи во реално време. Полската армија посочи дека во акцијата се вклучени не само полски туку и сојузнички авиони, како дел од колективната безбедност во регионот. Ова може да предизвика зголемено ниво на бучава, особено во југоисточниот дел на Полска. Во услови на засилени тензии, Полска повторно потврди дека ќе гарантира својата територијална безбедност во соработка со партнерите од НАТО и ќе реагира доколку тоа го наложи ситуацијата на терен. Израелската војска им нареди на жителите на Северна Газа да се евакуираат пред најавеното интензивирање на офанзивата против Хамас, додека американскиот председател Доналд Трамп повторно повика на прекин на борбите. Наредбата за евакуација беше објавена преку соопштение на мрежата X и SMS пораки до жителите, со повик луѓето да се упатат кон област Алмаваси во Кан Јунис, означена како хуманитарна зона.
Палестински извори и представници на Обединетите нации предупредуваат дека во Газа нема безбедно место, бидејќи израелската армија најави дека ќе ја прошири операцијата кон центарот на градот Газа за целосно уништување на терористичките организации. Според извештај, гранатирањето во Џабалија ескалирало утрово, при што најмалку 6 лица загинале, а во Кан Јунис 5 лица биле убиени во воздушен напад врз шаторски камп. Ескалацијата се случува во време кога Египет и Катар со поддршка на САД повторно посредуваат за нов прекин на огнот. Интересот за мировни преговори се зголеми по неодамнешните напади врз нуклеарни постројки во Иран. Хамас најави дека е подготвен да ги ослободи преостанатите заложници, но само во рамки на договор кој ќе стави крај на војната и ќе го обезбеди повлекувањето на Израел од Газа. Израел пак останува на ставот дека војната може да заврши само доколку Хамас се разоружа и се распушти, што групата одбива да го прифати. Додека разговорите продолжуваат, жителите на Газа повторно се соочуваат со неизвестност и ризик за својот живот среде засилени судири и бомбардирање.